Добре дојдовте. Сигурно некогаш сте се запрашале зошто реагираме на начини кои искрено немаат никаква логика, особено кога сме под притисок. Денес ќе ги откриеме токму тие тајницари телохранители на нашиот ум. Оние несвесни стратегии кои не штитат, ама понекогаш знаат и да не саботираат. Сите го знаеме тоа чувство, нели? Момент на голем притисок, некоја избрзана реакција и потоа она прашање што ни се врти во главата. Зошто побогу го направив тоа? Во оваа анализа ќе нурнеме длабоко во скриените психолошки причини зад токму тие збунувачки моменти. Добро, ајде да почнеме од самиот почеток. Се, ама баш се, започнува со едно универзално човечко искуство кое лежи во основата на овие реакции – стресот. Значи, стресот е всусност реакцијата на нашето тело и ум на каква било закана. А тие закани, или стресори, како што гледаме, можат да дојдат од две страни. Од една страна имаме физички работи како болест или преголема бучава. Од друга пак ги имаме оние психолошките, како конфликти на работа, емоционални предизвици или загуба на некој близок. Сега, што се случува кога тој стрес ќе најде на некоја пречка? Тогаш се појавува фрустрацијата. Тоа е тукму она чувство кога сме заглавени во сообраќај, а итно брзаме некаде. Или кога ќе паднеме на испит, иако сме учеле со денови. Значи, клучниот збор тука е блокирани цели. Фрустрацијата се раѓа кога нешто ни го попречува патот. И токму тука работите стануваат навистина интересни. Фрустрацијата може да предизвика цел спектар на реакции, а некои од нив се, да кажеме, многу чудни и честопати контрапродуктивни. Ајде да видиме како се развива оваа приказна. Кога сме фрустрирани, можеме свесно да избереме како да постапиме. Можеме да бидеме конструктивни, асертивни или пак деструктивни, да нападнеме со агресија или едноставно да се повлечеме. Но постои и една четврта, мистериозна категорија на реакции. Она која не ја избираме свесно. Тие реакции едноставно се случуваат, автоматски, некаде длабоко во нашето несвесно. Одговорот на таа загадка лежи во така наречените тајни чувари на умот. Тоа се, всушност, психолошките одбранбени механизми, несвесни телохранители кои се активираат за да не заштитат. Овој концепт, инаку, потекнува од Зигмунд Фројд. Тој ги опишал овие механизми како несвесни стратегии, чија што главна цел е да не заштитат од анксиозност и од сите оние непријатни чувства, со што всушност ја чуваат нашата позитивна слика за себе. Сега, она што е фасинантно е како функционира целиот овој процес. Замислете ги како еден вид психолошки амортизери. Прво, се соочуваме со некоја закана и се појавува анксиозност. Веднаш потоа, несвесно и тотално автоматски, се активира еден од овие одбранбени механизми. И резултатот добиваме привремено олеснување. Но важното е што сето ова се случува без наша свесна одлука. А сега, ајде да запознаеме неколку од најчестите одбранбени механизми кои ги гледаме секој ден, можеби кај другите, а можеби дури и кај себе си. Прва на листата е рационализацијата. Ова е, едноставно кажано, уметноста на правење изговори. Користиме некои навидум логични причини за да го оправдаме нашето однесување, а всушност се штитиме од чувства како вина или неуспех. Еве како тоа изгледа во пракса. Вистинската причина, например стравот од неуспех, многу лесно се маскира со поприфатлив изговор, како и онака немав доволно време. Наместо да се признае љубомората, се вели не, само се грижам. Ова е класичен начин да се избегне соочување со вистината која ни е непријатна. Следен е еден многу интересен механизам – проекција. Што е ова? Ова е кога умот зема некое неприфатливо чувство или мисла што ја имаме и, несвесно, се разбира, ја префрла на некој друг, како да играме пинг-понг со нашите емоции. Процесот е прилично јасен. Да речеме, некој чувствува лутина кон својот шеф, но не може да си ја признае. Наместо тоа, почнува да верува дека шефот е лут на него. И со тој трик, внатрешниот конфликт одеднаш станува надворешен проблем, што привремено изгледа многу полесно за справување. Потоа, тука е негирањето. Може би еден од најосновните и најдиректни механизми. Тоа е едноставно, чисто одбивање да се прифати реалноста која е премногу болна или непријатна за да се соочиме со неа. А примерите, за жал, се често многу сериозни. Личност која одбива да признае дека има проблем со зависност, или некој што целосно игнорира сериозна лекарска диагноза, или пак
Затворање очи пред огромни, очигледни проблеми во врската. Негирањето функционира како бариера, зид, кој не спречува да се соочиме со тешката реалност. Но тука доаѓа и клучниот пресврт. Иако овие механизми нудат некаква краткорочна заштита, нивната прекомерна употреба може да предизвика многу сериозни долгорочни проблеми. Тие се навистина меч со две острици. Погледнете го ова. Истражувањата покажуваат дека кога луѓето премногу се потпираат на одбрани како негирање или проекција, тоа може сериозно да им ги наруши односите со другите. Замислете, речиси 2/3 од врските може да бидат оштетени, едноставно затоа што искрената комуникација станува невозможна кога реалноста постојано се искривува. И ова е, можеби, најважната поента од се. Одбраните не спречуваат да ги решиме вистинските проблеми. Со тоа што постојано бараме изговори или ги обвинуваме другите, ние всушност бегаме од коренот на нашата анксиозност. Тие проблеми не исчезнуваат, не, туку само се продлабочуваат со текот на времето. На долг рок, оваа хронична употреба на одбрамбени механизми е поврзана и со зголемен ризик за развој на потешкотии со менталното здравје, како анксиозност или депресија. Тие се како лек против болки, кој само го маскира симптомот, но никогаш, ама баш никогаш, не ја лекува самата болест. Сепак да не завршиме со песимистичка нота. Приказната има и позитивна, охрабрувачка страна. Целта не е целосно да се елиминираат овие механизми. Тоа е невозможно. Целта е да станеме свесни за нив. Патот напред лежи во самосвеста. Првиот чекор е да ги препознаеме нашите автоматски реакции. Кога ќе го направиме тоа, добиваме моќ да избереме. Можеме да застанеме и да се запрашаме: чекај, што навистина чувствувам сега? И потоа да научиме поздрави начини за справување. А тоа, на крајот, води до вистински емоционален раст и посилни односи. И за самиот крај, едно прашање за размислување. Која е онаа најчеста автоматска реакција што ја забележуваме кај себе си? И уште поважно, од што може би таа се обидува да не заштити? Да се препознае сопствениот внатрешен чувар е првиот клучен чекор кон тоа да се стане негов господар, а не негов заробеник.